Доколку не би била политичката криза, тогаш македонската економија би пораснала меѓу 4 до 5%, соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Политичката криза мора да има завршница, бидејќи во спротивно и најјаката економија на светот не би можела да издржи долгогодишна криза. Вистинска штета е што добро поставените економски политики не можат да резултираат со економскиот раст кој Македонија има потенцијал да го оствари. Македонската економија во моментов има потенцијал да расте со стапка од 4 до 5%, посочи министерот Ставрески за телевизија Нова. Тој нагласи дека Македонија покажала оти може да остварува резултати и во услови кога во останатите земји се намалува стапката на раст. Кога во другите земји се зголемуваше невработеноста, во Република Македонија таа се намали. Извозот растеше и се уште расте. И добро е тоа што странските компании ја разбираат оваа ситуација, вели министерот Ставрески. Тој додава дека ако во континуитет се применувале економските политики, тогаш сето тоа би помогнало да се намали невработеноста на околу 22%, како што и било планирано. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов вели дека нема простор за загриженост и дека парите на граѓаните се најсигурни во македонските банки. Богов вели дека во последно време се шират оркестрирани шпекулации чија цел е да се создаде притисок врз банкарскиот систем, но економските фундаменти на во земјава се здрави и сите параметри покажуваат дека не може да дојде до валутна криза, односно до девалвација на денарот. Обично кога некоја валута се наоѓа под закана, во земјата има платно-билансна криза. Во Република Македонија во последните 2 месеци имаме вишок во платниот биланс, а во последните 5 години имаме исклучително низок дефицит кој е помало од 2% од БДП и кој лесно се покрива дури и при пониско ниво на странски директни инвестиции. Така што целосно се неосновани овие шпекулации, единствено што предизвикуваат е психоза која има за цел создавање на поголема побарувачка и одреден притисок. Но Народната банка има моќни инструменти кои може да ги употреби и да ја стабилизира ситуацијата за кратко време, но во тој случај цената ќе ја платат сите економски чинители и таа ќе биде повисока, вели гувернерот Богов. Народната банка деновиве регистрира изголемена побарувачка на евра, но девизниот пазар е стабилен, додава Богов. Има зголемена побарувачка за девизи, но девизи има доволно на пазарот. Менувачниците шпекулираат. Секој кој чувствува загриженост може слободно во било која банка и без ограничување да си купи девизи колку сака, додава Богов за телевизија Сител. Делегација на Парламентарното собрание на Советот на Европа, предводена од Стефан Шенах, социјалист од Австрија, престојува во Македонија во предизборна мисија. Целта на посетата е да се направи проценка на предизборната кампања и политичката клима за превремените парламентарни избори закажани за 5 јуни и воопшто за политичката криза во земјата. Покрај Шенах, од редовите на социјалистите и ги лечи во делегацијата се наоѓаат уште 5 други пратеници од сите политички групи на Парламентарното собрание. Делегацијата за време на престојот во Македонија има предвидено средби со представници на политичките партии кои учествуваат во изборите, председателот и членовите на Државната изборна комисија, јавниот обвинител, како и со членовите на дипломатскиот кор и представниците на меѓународните организации, граѓанското општество и на медиумите. Судењето за случајот Келија беше одложено денеска на барање на адвокатот на еден од обвинетите кој се товари за учество во паравоени формации, на кого му биле потребни уште 6-7 работни денови за да го заврши увидот во доказите на предметот. На почетокот на судењето обвинителот го прочита обвинителниот акт, а еден од обвинетите, иако беше подготвен да ја признае вината, по консултирање и толкување од неговиот адвокат, и судијата одлучи да направи дополнителни консултации со својот адвокат. Обвинителството ги товари 5 обвинети во овој случај дека учествувале во паравоени формации, дека подготвувале борци за учество во овие формации и давале логистика. На оценката на обвинителниот акт се думмина од 12 обвинети ја признаа вината и се спогодија со обвинителството. Судењето е одложено за 16 мај.